Исплатата на субвенциите доцни како никогаш досега, со што во прашање е доведено земјоделското производство во целата држава. Незадоволството на земјоделците е оправдано и тие се ставени во голема неизвестност како да обезбедат основна екзистенција, а уште повеќе како да се подготват за престојната сеидба на оризот. Ова, меѓу другото, беше речено на пресконференцијата што ја организираше Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани, на која беше побарано субвенциите да се исплатат во што пократок период. Како и обично од платежната агенција и од Министерство за земјоделие и Министерство за финансии останавме дебело излажани, изманипулирани. Греовна е сликата на редици, односно колони на изнамачените души земјоделци пред банкоматите, пред комерцијалните банки. Страшно се гледа дека земјоделците ги трошат последните трапенија од излажаната власт. И затоа бараме брзо формирање на влада и што побрзо исплаќање на субвенциите, за да може да се изработи Кочанското поле. Кочанските оризопроизводители рекоа дека даваат подршка на протестите што ги организираат другите земјоделски здруженија во Македонија, затоа што нивните барања се идентични со оние на земјоделските производители од нашиот регион. Ние даваме подршка на сите кои што протестираат на ниво на Република Македонија. Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Штип, Куманово, Битола, Сегден. Во координација со нив, понатамошните чекори ќе ги изнесеме во јавноста. Следен чекор е блокажа на патот Кочани, Делчево, Бугарија. Доколку нема исплата на субвенциите уште одма. Рачунајќи од 2012 година до 2016 немаме земено дел од земјоделците субвенции. Некои си мал дел имат, него тоа е процентуално незамарливо. Борисов рече дека покрај тоа што немаат пари да ја започнат новата сеидба, оризопроизводителите се соочени и со недостаток од вода за наводнување, па целото производство на ориз во престојната сезона доаѓа во прашање. Ако не се исплатат субвенциите, според него, повеќе од сигурно е дека земјоделците од Кочанскиот регион ќе се приклучат на протестите на своите колеги од целата држава.